Судот, повикувајќи се на предметот Мамудовски против Република Македонија од 2009 година, кога повторно преку одлука ја отфрлил жалбата на господинот Мамудовски како недопуштена поради неисцрпување на домашните правни лекови, го поучил дека како ефективен правен лек во кривичните предмети и постапки е вонредното преиспитување на правосилните пресуди. Со таа одлука судот упатил порака кон бранителите во државата, кон судовите, дека тоа е правен лек кој што е важен да биде исцрпен пред да се покрене постапка пред судот. За публиката да објасниме. Кога еден предмет поминува низ сите инстанции во националниот судски систем на земјава, прво се носи пресуда во прв степен во основен суд. Понатаму тој оди по жалби во апелација. Кога апелација ќе донесе пресуда, таа станува правосилна и треба да се изврши. Но тука не запираат можностите за понатамошно жалење. Едниот инструмент за кој што зборувате е вонредно преиспитување на правосилна пресуда, а тоа е механизам кој што е во рацете на Врховниот суд. Така е. Значи, овој вонреден правен лек од веќе востановената судска пракса на судот, и судот се повикува на овие предмети на крајот во пресудата и тој вели како што овој суд одлучи во Мамудовски против Република Македонија уште 2009 година, судот овој вонреден правен лек го прифаќа како ефективен правен лек, затоа што тоа е последниот правен лек на обвинетиот. Значи, тоа е неговата последна можност каде што тој има право во рок од 30 дена од приемот на последната пресуда со која станала правосилна осудителната пресуда, да поднесе барање пред Врховниот суд. Тоа е неговата последна можност пред редовното судство тој да покрене постапка.